Господине детектив, вие сте ми го украли мобилниот. Холивуд се плаши и да деца наши тук сите глумат, пеят и постојано се смеат. Другар или другар? А ние го имаме Тинтери-минтери шоу. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу. Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место своје сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу. Тинтери-минтери, тинтери-минтери, тинтери-минтери шоу. Наставничката рече дека за тебе се плаши. Видела во твоите очи тага, а јас си реков. Наставничке, тоа се фантазии ваши. Тоа е една голема лага. Милан е секогаш среќен и се смее. Од очите некако како сонце да му грее. Ме фади една глупа тага. Зашто не ми купува една играчка што ми е многу драг. Да, те разбирам. Чив број? На Јоана? Не е со мене. Добро, ајде, ќе ти го пратам, чао. Тоа беше злобно. Дали сте знаеле дека слоновите се плашат од пчели? Баш чудно. Стигна? Добро, слушај сега. Најди таму, побарај детелина со 4 листа. Ископај ја и прати ми ја по писмо. Чичо, немој со такви суеверија, мајко му, детелина со 4 листа. Не е суеверие, бе. Ќе ја засадиме кај нас на Соње и ќе заработиме 100 евра. Искра, ти ќе бидеш големо, страшно, опасно чувар куќе. Веда, ти ќе бидеш верверичка. И Анџела, ти ќе бидеш јагне. Сега. Андреа, пак ја нема Јоана. Ќе дојде, знаеш дека има обврски милиони. Здраво, мои другарки мили. Зошто сте вака нерасположени? Што направивте ти со симпатијата? Што да направиме? Бил со Анастасија во бенд. Па така е, двајца се кара, третиот користи. Браво, Андреа, 10 поени. Не, борете, извини. Малку ми е без везе ти кажам, ама место со наш текст заработиме, ние по текст на мали, бе. Зошто? Мене баш ми е интересно со кукливе. Добро, а ја ќе бидам прасата. Добро, ја ќе бидам јагнет. Ето јас жабата. Ајде. Ајде, Зорица, ти си прва изгледам. Добро. Бе! Каде сте? Прасе, излези, не се кри. Волкот отиде да надмудри некоја баба. Викни ја и пријателката жаба. Бе! Значи денеска црвенка па мој наред. Јас ке се одморам од циглите и онака сум трет. Види ги децава и во Рима напишале. За тоа ви зборам, ние сме до никаде со нашава представа. Добро де, ајде барам ова да го сработиме како што треба. Ајде, продолжи. Чекај. Бе! Како мислиш, трет? Ти си најсрегното прасе на цел свет. Бе! Мојата куќа е од цигли и од волкот ме чува. Ја знаеш приказната кога тој трите куќи наши ги дува. Да, ја знам таа приказна. Секој од вас на некој начин се вади кога волкот е гладен. Само јас во приказните сум јаден. Бе!
ќе одам да ја викнам мама. Та млеко дава, ме. Дава, ама нас ќе ни треба крава. Ајде, девојки, поклон, браво. Вак, жабата многу гледаше нагоре, мора малце да ја свртиш и Јоана те молам со гласот, мора да остане низ цел. Инаку, одлично, супер. Спремно за пред публика. Чичо, јас уште овој готов сум. Може да одам да возам велосипед? Не може. Зошто, Чичо? Затоа што така. Имаш работа, треба да ја завршиш работата, мислиш, не те гледам ко мачката со опашката цело време. 2 минути, не може така. Чичо, ама па цел ден работам, цел ден бришам прашина. А нели ти рече добро е велосипедот за здравје, за кондиција е добар. Добар е бе, добар. После работа ќе идеш ќе си возиш, сега си на работа, што е работава сега? Чичо, по цел ден бришам прашина тука. Епа? Но тоа зашто е добро, Чичо? Како зашто е добро? А ти знаеш ли, прадедо ти твој, мојот дедо, како збореше? Имаш проблем. Не знаеш да го решиш, не можеш ништо да направиш, не можеш никако да мрднеш, ни лево, ни десно. Суреди си го шкафчето и после сеп ќе почне едно по едно да се реди. Ама Чичо, ја добар сум, немам никаков проблем, ништо не ме мачи мене. Па нормално дека не те мачи затоа што ништо не размислуваш. Како да те мачи нешто? Треба да размислуваш. Како не размислувам, Чичо, размислувам цело време, цел ден денеска размислувам. Зашо размислуваш? Па размислувам цел ден дека ми се вози велосипед. Не можам јас со тебе ова, више не можам. Едноставно нема да возиш велосипед, едноставно завршиш си ги работите обврските и тоа ти е тоа. Добро, Чичо, ќе завршиме. Што направи бе? Леле. Чичо, видиш што излезе од книгава? Знам, или букви или зборови. Чичо, некое мистериозно писмо излезе. Да. Да, има црвен печат, Чичо, од восок запечатено. 7 печати бе, да бе, кој на Бергман. Да, забетониран со восок. Дај да видам. Чичо, ова е некое мистично писмо. Ова е писмо за богатство. Не бе, за богатство се мапи. Да, мапи беа за богатство. Чекај. Стварно бе. Отвори го, Чичо, ајде. Како да не ќе го отворам? Нема шанси. Може да има нешто антракс таква работа, како ќе го отвараме? Како Алкатрас, Чичо, па ние немаме никакви роднини во Америка, па не дај Боже да биле во затвор во Алкатрас. Како Алкатрас? Антракс, отров воен, тоа е, не знаеш ни кој го ставил, ни зашто го ставил, ни кога го ставил во книга, во која книга го ставил. Како тоа? Не го отварам. Па нема да го отворам, како ќе го отворам, така било тоа. Не, ќе го отворам, сега ќе ти кажам. Јас сум спремен. Значи, имам ја маска. Чичо, Кажи. ама може не е за отварање писмо, да не го отвараме за секој случај. Да било за отварање, ќе го отвореле немало вака да стои од 1913 година. Од кај знаеш ти дека од 1913 година? Па еве, Чичо, овде пишува од оваа страна, само треба да го завртиш обратно се бројките напишани. Види го ти него. Браво, бе. Ништо. Мора да се отвори. Само сега, заради опасност, ти ќе излезеш надвор, заклучи таму вратата, да не влезат деца, учителкава, нешто вамо-тамо, да ги носиме на душа после за џабе. Чек, сега, тоа е за безбедност.
Така, како имавме обука, вака се фаќа. И така и ја ставаш позади, Чичо. Така ја ставам. Кажи очилата да ги сивнам. Добро, држи ги вака. Сега, Чичо. Сега ти излези надвор. Како? Излези надвор! Може да е отровно, затоа излези надвор, ајде. Ама ќе ми купиш следниот пат и мене маска? Абе, ќе ти купам, ајде, излези, не се пише до така. Чекай само да го најдам ножот. Чичо, стој! Што бе? Стој, не го сечи. Зошто? Молам. Зошто да не го сечам? Па Чичо, има и други начини. Јас гледав еден филм. И што си гледал во филмот? Со пареа. На пареа, Чичо. Па ајде, добро, донеси го. Молам? Донеси го самоварот. Веднаш. Тука стај го. Бегај сега ти, гледаш. Опасно е, бегај. Овде? Абе, излези. Види, се отвори. Момент! Што сте заклуча? Ништо. Се е безбедно, не се плашете. Не ме оплашивте. Што правите? Безбедно е, безбедно. Извини, ама ние имаме една многу важна мизерија за решавање. Мистерија, мислам, не затоа Чичо е вака. Ако треба да си одиме. Не ми пречи. Ако треба да си одиме, викам. Не ми пречите, него јас да не ви пречам вам. Не е проблем. Не. Ти Епа, добро, тогаш јас имам нешто да сработам. важи. И вие Ајде, чао, па работете ќе се си. видиме. Ајде, Нели, Николче, Чичо? чао. Ајде, чао. Глеј се. Мајката. Абе, што не ми кажеш да извадам маската? Извади ја, Чичо. Па, извади ја. Едва се тише. Чекай. Чичо, сега не е опасно? Не е опасно, гледаш дека не е опасно. Помина, ти се прошета, не е опасно. Мајката. Јела се да ти кажам ова. Гледай се. Оваа ти е тактика, многу позната тактика, детективска. Помодерно буксайфер или шифрирање со книга. Каква книга? Па така, имаш ти книга, ја книга иста, исто издание, исто година, све, и таа ни е шифрарник. И ставаме вака бројки во низа. 2, 3, 8, 5, 6, 7, и после дај таа книгата. Чичо. И вака е тоа. Значи, 23 прво ти е страницата. 23. Добро. 23. После, осмица ти е редот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Чекай тргни прстите ми смет. 8. И 5. 1, 2, 3, 4. Не, тоа него е ова. 5. И така. И тоа ти е шифрира. Чичо, многу комплицирано. Не е комплицирано, туку ти си, како да ти кажам. Многу сум гладен, Чичо. Имаш право. Да, ставно си гладен ти, а не знам, нека еднаш да не си гладен. Да нарачаме. Па ќе нарачаме пица, ама ти, дај ми го сега, од која книга ти падна ова, писмо да видиме. Не знам, Чичо. Како бе не знаеш? Па не знам, излезе од некоја. Па 100 книги ти паднале се, од кај да знаеме? Ајде сега иди таму тие книгите, нати го ливчето и гледај книгите кои се. За џаве тука.
И една работа да не може да ја направи. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Имаш проблем или дилема, детективот на грб ги зема. Си изгубил нешто ил ти фали, викни ги, нифти не се жали. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Ти украл некој капа ил шал, за нив нема случај мал. Ти фалат пари ил играчка драга, имаат куќе што знае да трага. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, го одржуваат својот збор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Детективски занат, умот им е главен алат. Ви пренесувам детективски занат, умот им е главен алат. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Девојки, сега ќе правиме една вежба за освојување на простор. Значи, сите ќе се движите во кој правец сакате и јас ќе ви кажам бројка од 1 до 10 и вие ќе мора да ја прилагодите вашата брзина во зависност од бројката. Еден е најспоро, така? Да, Зорица, најспоро е. Океј. Најважно е дека не смеете да се допирате додека оди. Може да пробаме? Ајде. Првото темпо вие 3. Супер! Сега ќе продолжиме да се движиме, но по различни околности. Како мислите? Например, одите боси на жежок песок. Ајде. Имаме одредено темпо или? Тука нема темпо. Парат. Дори са полека. Добро, и сега одите на мраз, но патиките ви се излижани од оздо.
во вода, но таа ви е до град. Чичо, те молам само едно парче, може? Не може. Две ке ти дам, најди ја книгата. Чичо, ајте молам, кажи ми ја само првата бројка. 100 пати ти ја кажам, не ја запамти, 23. 23. Нема, Чичо. Има, читај ги зборовите да видиш која логика ќе фатиш. Втората бројка е 17, така? Не, 17 8 е. Чичо, знам јас дека е 8, ама... Што ме прашаш цело време? Па колку повеќе се зборуваме, толку повеќе пица ќе остане за мене. Ќе остане. Корките ќе ти ги оставам 100%. Чичо, ама... Не јадам јас корки. Се правиш. Ева, оп, оригинал. Чичо, може барем музика да си пуштам? Може. Ама детска. Да не е да концентрираш. Другарка ти се... Знам, јас само на детска музика и се концентрирам, Чичо. Еве сега ќе си пуштам од телефонот. Пушти си и барај книгата. 23-8-5 ти е првата комбинација. Еве, Чичо, музиката. Не смасен. Тоа ти се вика од готова вересија. Да имаш писмо од 913 и да немаш книгата да ја погодиш. Не, ти. Единствено се
Девојки, како што ви ветив, позајмив камера за да ги снимаме вашите занимливости. А вие ќе не снимате или? Па, може и некој од вас ако сака. Па подобро вие. Добра. Ајде, сега кој е прв? Ајде јас. Ајде, стани Јоана. Спремна? Да. Акција. Во Сам дома 2, еден од моите омилени филмови, во споредна улога го има сегашниот претседател на Соединетите Американски држави, или поточно Доналд Трамп. Супер. Одлично. Кој е следен? Можам јас за Чарли Чаплин. Ајде, само застани тука кај некој. Спремна? Акција. Кога се организирал натпревар за тоа кој најмногу личи на Чарли Чаплин, се пријавиле многу луѓе. Но тајно се пријавили самиот Чарли Чаплин и освоил второ место. Колку интересно приказно. Супер. Следен? Јас Ајде, снимам Цурица. за Елизабет Тейлор. Таа е многу добра глумица, врвен талент. Ајде, застани баш тука кај неа. Можеш тука да застанеш. Чекај. Спремно? Да. Акција. Глумицата Елизабет Тейлор, таа пред да почне да се бави со глума, таа продавала лимонада, а за улогата на Клеопатра добила хонорар од $1 милион. Одлично. Следен? Ива? Јас имам две кратки за Бред Пит, може? Ајде. Стани. Првата е на Бред Пит, му е забрано тоа влезе во кина, бидејќи бил главна улога во филмот 7 години на Тибет. Одлично гледате, значи тоа се страда за уметноста. Втората интересна? Другата е малку болно. Бред Пит, додека го снимал филмот 7, во 95 година скршил својата рака. Одлично. Епа, девојки, супер бевте и се гледаме следна недела во исто време. Барем пича ще положи. Ало? Да? Да, пардон. Да? Момент. За некој случај ни се јавија. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место своје сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде.
Show.